Почитувани, аздисаната и забегана власт на СДСМ наместо домашен туризам го рекламира Тајланд. Покрај Германија, Франција и Бали на Индонезија, сега и Тајланд се најде на нивната платена апликација за поддршка на домашниот туризам. Ова е фотографијата од апликацијата каде рекламираат 6000 денари за домашен туризам. Ова е оригиналната фотографија од езерото Чолан во националниот парк Као Сок на Тајланд. Епа, почитувани, за забеганото СДСМ дома си е дома секаде низ светот, само не во Македонија. Во својата намера за подкуп, со посебен владин документ за борба со короната, во 4 очи дадени се 20.000 евра за апликација за рекламирање на предизборен подкуп на граѓани од по 6.000 денари со фотографии од цел свет, а наводно за домашен туризам. Забеганата власт на СДСМ смета дека граѓаните со примања до 15.000 денари сега ќе ги излаже дека ќе можат со 6.000 денари подкуп да одат во Германија, во Франција или на Бали или можеби во Тајланд. Места каде што само една ног, само за спиење, чинат од 100 до неколку илјади евра. Налагите и лажните вести, налагите и лажните ветувања на оваа забегана власт им нема крај. Прво, како партија, се фалеа со крадени фотографии за наводни нивни проекти, сега делат пари од буџетот во 4 очи, за да со фотографии од странство го лажат народот со пари за летување. А при тоа, за тоа ја задолжуваат државата и истовремено бараат пари, внимавајте, солидарност од граѓаните. Лично Министерката за финансии. Во време кога смртоносна епидемија им избега од контрола, десетици починуваат дневно, а дневно стотици, илјадници ново заболени има во само неколку дена. Почитувани, вакво понижување од своја власт не заслужиле ниту Македонија, ниту граѓаните. Почитувани, ќе ја поразиме короната, ќе го поразиме и вториот вирус, ЗАЕФ и СДСМ. Изборот е обновата која што ќе ја донесе ВМРО ДПМНЕ или измамата која што веќе ја имаме од ЗАЕФ и од СДСМ. Македонија не заборава, народот ќе ја направи разликата. Ви благодарам.